Заразата почна да се шири и внатре во училиштата и градинките. Расте бројот на ново заразени во воспитно-образовните установи. 66 ученици и 174 наставници се активни случаи според последната статистика на МОН. Се работи за бројка од оние кои со физичко присуство следат и одржуваат настава. Бројот на изолација е најмалку двојно поголем од активните случаи, но за сега нема точен податок. На почетокот откако отворија градинките беа регистрирани по неколку изолирани случаи. Но бројот постојано расте во последните неколку недели. Во моментов 120 вработени се заразени од вирусот и 18 деца. Во изолација се 1139 деца и 187 вработени од над 100 згрижувачко-воспитни групи. Од детската амбасада меѓаш бараат промена и во наставата од прво до трето одделение и во работата на градинките. Надлежните институции тие кои ја имаат одговорноста да препознаат дека сега е дојдено соодветно време да се префрлат децата до трето одделение на онлайн настава и да се затворат градинките. Потоа имаме дилема, децата и младите се во фокусот само како преносители на вирусот, не достигаат информации за заканите врз нивната здравствена состојба. Не достигаат информации за бројот на позитивни случаеви на деца на заразени со COVID-19, ниту вкупе, ниту на дневна основа. Не достигаат такви информации, граѓаните се збунети. Не достигаат информации за сместувачките капацитети на хоспитализирани деца што се позитивни. Дали имат доволен стручен тим посветен само за деца? Смета дека надлежните е потребно да ги ослободат од работа родителите на деца до 10 годишна возраст, како и сите граѓани со хронични заболувања. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.